Лјупче, 22 години свириш инструменти, каков е ноќниот живот во Скопје? Ноќниот живот е се побурен и побурен во последно време и многу ми се свиѓа што веќе и публиката се навикна да доаѓа на свирките, па и на кои што јас свирам и моите колеги, апсолутно. Ке направиш некоја паралела сега и пред 20 години, што било парно? Па добро, пред 20 години не беше толку популарно она што јас го интерпретирам сега во моментов. Значи, ноќниот живот проследен со диџеи, со сакс, со конга. Повеќе беа диџеи или повеќе беа живи бендови. Значи, беше сосема поразлично и типот на музиката што ја свиравме тогаш, визави она со што сега го правиме, но паралелата да ја направам сега е многу поинтересно затоа што со помалку луѓе може да се направи подобра еуфорија и подобар ефект има во едната свирка. Така, дали е ова инструментот што ги засене сите други инструменти во моментот? Знам дека саксот е многу актуелен. Па саксот е актуелен, не би било благодарно да кажем дека ги засене другите инструменти, но по одзивот на она што се случува во клубовите е еден од доста интересните инструменти за забава. Има повише шанси да му залепиш пари вака, не? Апсолутно, во ноќните клубови не добиваме големи бакшиши, ама фидбекот од народот е подобар бакшиш Така него да кажам, било. повише собира. Да, добро, апсолутно, тоа може и во инката да се направи. Колку собрал до сега? Не можам да кажам цифра, не знам. Значи собрал доволно. Во музиката, долги години си диџеј. Во времето кога ти почна да свириш до денес, има ли разлика? Па да, има разлика. Пред 10 години имаше еден сосема поразличен ноќен живот од сега. Тогаш беше сконцентрирано на R&B стилот, на вокал диско хаусот. А сега? Сега е повеќе на турбо фолк се сконцентрирано. За жал. За жал, да. Секогаш кога настапуваш има многу жени пред тебе. Која е, кажи ми, формулата? Формулата се уште не ми е дефинирана, не знам и јас самиот. Ги броиш? Не. Јас ќе ги зборам следниот пат. Ексклузив со тебе доаѓа на свирка во Радовиш. Да. Што ќе правиме таму ја и ти? Значи таму ќе настапуваме јас, диџе Клуб беше Diamond ексклузив клубот. Значи го носи нашето име. Да, значи тоа е од новиот проект што ќе го почнеме. Ќе го стартуваме од Радовиш, дефинитивно. Идеме во Радовиш.